Денеска разговараме со Сергеј Попов, кој што пред некој месец е председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добар ден, господине Попов. Добар ден, благодарам на поканата. Денеска сме пред кампусот, пред комплексот универзитети Свети Кирил и Методи. Кажете ми, некако се чини дека последниве 3 години изостануваат сите оние најавени промени во образованието. Ниеден македонски универзитет не се наоѓа на топ 1000 листата. Кое е вашето мнение за сите овие случувања во образовниот систем? Па вака, благодарам најпрвен на прашањето. Сведоци сме изминатиот период дека младите во Република Македонија беа на некој начин брутално изманипулирани од моменталната власт. Беа ветувани брда и долини, одлично високо образование, одлично средно образование, студентски домови, студентски градови и ред други мерки со кои што они планираат да ги задржат младите овде во Република Македонија. Меѓутоа, сведоци сме дека тоа беше една голема лага, бидејќи Универзитетот Свети Кирил и Методи не се наоѓа ни во првите 1000 универзитети на Шангајската листа. Една од причините кои што можам да ги напоменам за тоа се лошите реформи во високото образование и во средното образование, издвојувањето од буџетот на Република Македонија од само 0,1 до 0,2% од буџетот за универзитетите во Република Македонија, и ова се една од основните причини зошто нашите универзитети не нудат квалитетно образование со кое што младите луѓе можеме да ги направиме да бидат компетентни на пазарот и да можат да се надпреваруваат на пазарот на трудот со своите врсници од странство па и од нашето соседство. Изминативе 2 години имаше најави и лека по лека веќе почна да се доаѓаат до израз сите некои други промени во образованието. Например, беше посочено дека ќе се укинуваат дисперзираните студии, што повторно ќе настане проблем, бидејќи пак голем дел од студентите од внатрешноста повторно ќе доаѓаат во главниот град во Скопје. Имаме секоја година исто така и голем проблем со студентските домови, со оние познати листи на чекање, па кој е влезен, кој не е влезен. Па дознаваме дека сето она се прави на некој начин и има и некои партиски листи, кои луѓе да влезат, кои не. Вие на неколку пати со неколку герила акции ги потенциравте тие моменти. Имате ли начин како да се борите против тоа? Вака, морам да издвојам неколку работи преку кои Социјалдемократскиот сојуз покажа тотална негрижа за младите, а тоа е прв момент кој би го издвоил до нас преку мојата комуникација која што имам со студенти од внатрешноста, како и со студенти кои што живеат овде во Скопје, односно се жители на градот Скопје, стигаат информации дека токму зградата пред која претходниот председател на Социјалдемократската младина Дарко Каевски најави студентски град, веќе неколку дена, 5-6 дена баш во таа зграда ние немаме топла вода. Сведоци сме дека беше ветен студентски град и нови студентски домови, тие студентски домови ги нема. Оваа година беше малку специфична заради ковид кризата и исто така морам да заклучам дека студентите не се најдоа во суштинскиот фокус на власта за решавање на проблемите со кои што тие се соочија. Сведоци сме дека во студентските домови капацитетите на сместување се намалени. Тоа е поради мерките поврзани со ковид пандемијата. Меѓутоа, не се најде решение што ќе се прави со останатите студенти кои што треба да патуваат од другите градови до Скопје. Напротив, се укина и оној бесплатен студентски превоз со воз кој што студентите го користеа од другите градови за да стигнат бесплатно до градот Скопје за да си завршат некои своји обврски околу студирањето и слично. Истото тоа што го споменавте и вие околу кинувањето на дисперзираните студии, исто така отвара проблем и прашање каде е грижата на оваа власт за студентите. Едно е да се манипулира пред избори и да сака да се дојде на власт преку бранот на незадоволството на младите и да бидат истите изманипулирани за ситни политички поени, а друго е на вистина да се сака нешто да се направи. Младите беа брутално изманипулирани и оваа власт, за жал, морам да констатирам дека не прави апсолутно ништо за да ги реши нивните суштински проблеми. Слушаме само празни флоскули.
Македонија на светските ранг листи генерално 99% е присутна со сите оние во негативен контекст. Еден од тие и по невработеност, особено онаа категорија на млади луѓе, каде што Македонија е прва во светот по невработеност, некаде ми се чини околу 65 до 70% изнесува невработеноста на младите во Република Македонија. Дали вие, еве како партија, од неодамна сте председател на Унијата на млади сили, дали подготвувате некакви предлози да биде помогнато на таа категорија на луѓе? Да, секако, пред да преминам во одговорот на прашањето, би сакал да истакнам еден факт кој што е навистина поразителен за нашата држава, а тоа е дека заклучно со месец ноември 2019 година и месец декември 2020 година младинската невработеност во Република Македонија е зголемена за околу 20.000 нови невработени млади лица. Така да тука мислам дека нема да има потреба повеќе да навлегувам колку они се грижат за младинската невработеност и како да ги задржат младите да градат свој живот овде во своето родно место. А за Унијата на млади сили ќе кажам дека да, секако подготвуваме. Токму во овој момент, откако сум јас председател, пристапивме кон креирање на една така наречена визија за млади. Тоа е проект преку кој ние внатре во партиските органи и самите како Унија на млади сили ќе искочиме со конкретни проекти и конкретни решенија како да се отворат нови младински работни места, меѓутоа со конкретни проекти и конкретни решенија, а не со демагогија за пред камери и со празни реченици за во јавност. Во процес сме на подготвување на таа визија за млади, што ја подготвиме, ќе искочиме и се обврзуваме дека ќе им понудиме на младите опција која што ќе може да ја одберат за да останат овде во Република Македонија. Голем дел од тие млади лица што се невработени се заминати во странство, голем дел и од македонските студенти, конкретно последниве 3 години, се добитници на стипендии во странски држави, а не се добитници и немаат добиена стипендија во Македонија и се заминати надвор. Дали сте во контакт со таа младина што е надвор? Кои се нивните барања, што би било потребно да се направи тука за они да се вратат во држава? Токму тоа што го напоменав, да комуницираме и во самите редови на Унијата на млади сили имаме студенти кои што студираат во странство, Соединетите Американски држави, други европски земји, на магистратури во соседните држави и слично. Они велат дека на Македонија и е потребен македонски модел на образование. Сметаме дека треба да престане го земавме финскиот модел или го земавме не знам на која земја образовен модел. Потребни се реформи и промени во нашите образовни системи, меѓутоа прилагодени за нашите услови. Не заради мрзеливост, не инвентивност или што и да е крадење или пресликување на некој модел која што во некоја земја можеби функционира прекрасно, но ова не е таа земја, ова е Република Македонија и треба луѓето, експертите, политичарите и сите останати засегнати страни, Академијата на науки и уметности, професорската фела, политичарите и сите и секако младите да се седне на маса и да се изгради еден квалитетен образовен модел за македонски услови. Не пресликување на туѓи модели. Тоа е отприлика вака критиките кои што тие ги наоѓаат и секако самиот квалитет на нашето образование, немањето услови, немање на квалитетно сместување за самите студенти, немање на практична настава, тешки административни лавиринти во кои заглавуваат нашите студенти и ред други проблеми се оние работи кои што младите ги посочуваат и се причината зошто одбираат да студираат во некој поквалитетен универзитет во странство и секако самото знаење и образование кое што го добиваат ги прави покомпетитивни, покомпетентни на самиот пазар на труд и побарувани. Митото и корупцијата се чини дека еве последниве години стана неизбежен декор од нашите секојдневие. Имено и голем дел од студентите го имаат тој проблем на факултетите. Ако се сеќавате, нели имаше и отворено и предмет, имаше и судење за подкупување, за професори кои што бараа мито на економскиот факултет и сето тоа заврши што предметот некој начин падна на апелација.
колку студенти дневно ви приоѓаат и ви известуваат дека има барано мито на некои од факултетите? Премногу студенти, не се само самите факултети проблем, туку и самото сместување во студентски дом, како да се стигне до подобра соба, како да се стигне до поквалитетен оброк во студентските домови. Едноставно младите не гледаат функционално општество во нашата држава и тоа е суштинскиот проблем кој што они го гледаат и зошто не се чувствува дека во оваа земја они можат да ги остварат своите амбиции. Самите тие примери, добивањето на стипендии од високи функционери на власта за собствените деца. Впрочем, и ние како Унија на млади сили ги изнесувавме во јавност овие проблеми со цел да апелираме до власта да се престане, бидејќи на нас важни ни се младите. Мораме на момент барем да заборавиме на партиите, да заборавиме на политичкиот живот со цел да им помогнеме на младите и да си помогнеме на самите себе, бидејќи ние остануваме да живееме во оваа земја. Затоа и во оваа прилика би сакал да ги повикам и младите, и студентите, и сите останати да бидеме што е можно повокални, поинформирани и покритички настроени кон сите процеси што се случуваат во државата. Самите ние можеме да бидеме промената која што сакаме да ја видиме за самите себе. Не треба да чекаме од никого ништо, треба самите да се бориме. Затоа ја користам оваа прилика и да ги повикам нова. Дали студентиве имаше неколку проекти, вие го напоменавте исто и бесплатниот превоз на студентите со железнички превоз. Меѓутоа, еве тука конкретно за Скопје, ние се наоѓаме во универзитетскиот кампус, каде што има изградена спортска сала, која што беше направена од претходната власт, која што беше спремна за употреба и некако, еве, 3 години тапка во место. Готов, завршен објект, кој што гледаме дека последниве месеци е доста искршени се речиси сите стакла. Ќе барате ли вие одговорност за оваа негрижа? Затоа што беа инвестирани, ако не се лажам, некаде околу 3,5-4 милиони евра во тој објект. Секако дека ќе бараме, впрочем и сведоци сме дека Социјалдемократскиот сојуз на некој начин како да бега од проектите кои што се извршувани во време кога ВМРО-ДПМН е било на власт. Како да не сакаат ниту да ги користат тие проекти, ниту да ги продолжат, туку напротив со едно крајно деструктивно и нерационално однесување, или укинуваат, или не користат се што било воведено, а повеќе од очигледно е дека било добро. Тоа е еден голем проблем со кој што они мора да се соочат и на некој начин да се издигнат над ситуацијата, бидејќи не секогаш дневно политичката ситуација е најважна. Кога нешто е добро, треба да се признае дека е добро и на тој начин сите граѓани и младите да можат да ги користат тие работи кои што се направени, а повеќе од очигледно е дека се корисни. Не е само таа спортска сала проблем е и практичната настава во универзитетите. Токму и тоа што го напоменав дека се издвојува од буџетот 0,1 до 0,2% за универзитетите во Република Македонија. Не можеме да очекуваме квалитетни услови, практична настава, спортски сали, физичко образование и секаква друга едукација со волку мали средства за поддршка на универзитетите во Република Македонија. Вие напоменавте дека подготвувате проект Визија за младите. Може ли конкретно да посочите што точно има во... Проектот е се уште во фаза на изработка. Го правиме во соработка со многу структури на млади луѓе, како што се спортисти, уметници, економисти, правници, медицинари и сите останати, како и студенти кои што студираат во надвор и ни ги пренесуваат искуствата, за да ние можеме да го извлечеме најквалитетното од тоа и да го прилагодиме на македонски услови. Околу конкретни работи што ги содржи таа програма, сепак не би издвојувал во оваа прилика, би почекал да се формира таа визија за млади, да помине низ нашите органи како Унија на млади сили, па потоа ќе презентираме официјално пред македонската јавност, особено пред сите млади. Со кои други проблеми се соочуваат младите во општество?
како што кажав, значи невработеноста, безперспективноста и не можам да не издвојам дека во Македонија влада една ситуација на така наречени изместени вредности, каде што младите не се чувствуваат дека живеат во една нормална држава. Тука морам да ги напоменам и националните моменти. Сите предавства кои што се извршија, целото обезличување, власта вели ќе ги задржиме младите во Република Македонија. Јас би ги прашал во која држава планираат они да ги задржат младите, доколку планираат државата за некое време да ја нема. Покрај сите овие екзистенцијални проблеми со кои што се соочуваат младите и кои што се огромен приоритет за нас како партија, не можам да не го напоменам обезличувањето кое што го направи оваа власт начело со СДСМ и одземањето на младите да имаат чувство на припадност кон нешто. Велиме да се бориме за оваа држава, меѓутоа за која држава Социјалдемократскиот сојуз планира да се бори и во која држава планира да ги задржи младите? Благодарам, господин Попов, и благодарам за одговорот. Ви благодарам.